Последната среда во месецот за многумина е уште еден работен ден. За граѓанската иницијатива на Точак, тоа е ден кога велосипедите ги полнат улиците во македонските градови. Велосипедот одамна е глобално препознаен како заштитник на животната средина, а од овој тренд не изостанува ни земјава. Скопје, Битола, Штип, Гостивар, Струмица, Тетово, Прилеп. Велоактивистите од овие градови речиси цела деценија се обидуваат темата да ја протнат до свеста на надлежните. Идејата е да се действува како критична маса, па така се насловени и овие активистички собери. Оваа среда, прилепските активисти по 61 пат ги извадија велосипедите на улиците. Зборно место беше плоштадот Александрија во 19 часот. Велосипедите, ако гледаме уназад годините, се присутни во Прилеп. Значи тоа е едноставно факт. Проблемот е што моментално во Прилеп има огромен број на возила и проблемот е лошата инфраструктура, која што или постои во многу мал број, значи имаме многу малку велосипедски патеки на број, километражата е исто мала, а добар дел од нив се веќе руинирани, бидејќи се изградени во некое минато време. Со какви предизвици се соочуваат прилепските велосипедисти, решивме да провериме следејќи ги низ улиците. Камерата често поигруваше поради дупките. Прилепчани бараат санирање и ширење на инфраструктурата за градот да стане велопријателски. Потребно е да се поднови, не е добра во градот. Често возите вие велосипед, често ги гледате и другите граѓани? Да. Често возам и по планински велосипедизам многу почесто. Ако се поправи инфраструктурата, ќе мотивира други луѓе исто да возат велосипеди? Да, се повеќе се мотивираат и вака, а тогаш уште повеќе. Истото прашање го имавме и за нашиот прв соговорник, Киро. Би требало, бидејќи Прилеп историски е град на велосипедисти. Меѓутоа со текот на времето, со едноставно можноста да се купуваат возила, мислам дека во Прилеп имаме премногу возила, кои што едноставно не се во можност да функционираат на толку мала средина. Прилеп е многу мал град и сите локации се блиски. Значи реално, ако зборуваме реално, дека населението нема реална потреба од возила. Активистите бара, советуваат, предлагаат, но надлежните се оние што треба да слушнат. Градоначалникот Илија Јовановски го затекнавме на работен состанок. Кога ја слушна причината за нашиот повик, него ни дочека прашањето. Порача дека е свесен за лошата инфраструктура и вети дека наредните неколку месеци интензивно ќе се работи на незино поправање и на поставување велосипедски патеки секаде каде е возможно. Не заборави да ни каже дека и самиот е велосипедист, кој често учествува во овие критични маси. Додека Прилеп ја чека 62-та критична маса, а градоначалникот го чека работа, активистите уште еднаш им порачаа на своите сограѓани да тргнеме од себе, да бидеме дел од промените, зашто градот е она што го прават неговите граѓани.